Ветеринарните друштва со вклучен аларм кон владата бараат да им се исплатат средствата од ланската година кои во голем дел се уште не ги добиле. Појаснуваат дека запознати се сите надлежни институции, запознати се со ризикот од евентуалниот колапс на ветеринарните друштва кои планираат да ги затворат своите објекти. Да не заборавиме дека околу 70% од новите инфективни болести што се јавуваат кај луѓето се со зоонотско потекло. Така да можеме да претпоставиме колкава е опасноста од немање на ветеринарен сектор кој што е во добра кондиција. Тоа значи дека постои ризик од евентуално тоа дека може да јадеме храна која што не е безбедна. Овие болести нормално ако не се сузбијат можат да предизвикаат било какво загрозување на безбедноста, меѓутоа до денес ветеринарниот сектор успева да се справи заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство. Болестите ги ставаме ги локализираме, се сузбиваат. Меѓутоа апелираме повторно да се помогне на ветеринарниот сектор дефинитивно да излеземе од оваа финансиска криза. Од комората предупредуваат дека во последните години се појавуваат болести кои што воопшто ги немало на овие предели на Балканот и Европа. Но и предупредуваат дека ветеринарите не треба да се маргинализираат, туку да им се помогне пред да се случат непосакувани дејствија од затварањето на ветеринарните служби. Испратени се неколку ургентни писма до премиерот на Република Македонија, во кое што се објаснува состојбата на ветеринарниот сектор. Ја имавме посетата на највисоките представници на Европската федерација на ветеринари, кој што има заеднички состанок со националниот координатор за ветеринарство, со директорот за Агенцијата за храна и ветеринарство, и истите испратија ургентно писмо до премиерот во кое што бараат итно средување на ветеринарниот сектор во смисла на подмирување на финансиските недоследности. Акламација дека пари ќе добиеме досега, да, меѓутоа парите се уште не сме ги добиле. Од комората велат дека не е донесена ниту една одлука за зголемување на јавните услуги што ги вршат во однос на здравствената заштита, зашто биле известени сите релевантни институции, добиле одговор, советување, но се до денес не добиле средства.